Повторно сте со мене, вашиот шеф Марк. Ова недела се враќаме во еден од најстарите градови во Македонија, Кратово, град на средновековни кули и мостови. На вакво прекрасно место еден ден не е доволен. Има толку многу да се види и да се научи. Одам да се сретнам со една шармантна девојка која ќе не води во оваа авантура. Лиде, многу сум среќен што те гледам денес. Навистина се познававме без да се познаваме. Јас сега те наоѓам во твоето старство. Малку тешко ми е да го кажам. Овде си кај тебе, си во Кратово. Ти си Лиде од Кратово? Ти ќе видиш мојот приватен водич денеска. Добри дојде, Марк, баш ми е и мене мило што еве конечно се договоривме да се прошеташ еве во Кратово со мене секако. Како локален водич и секако препорачувам секогаш да земаат локален водич колку сакаат подобро да го запознаат градот. Така, има прилика, извини, да дојдам еднаш. За жал не беше тука, сега така, сега да. Заедно добри дојде, сакам да ти подарам една книга. Првата книга за кратовската пастрамајка, бидејќи знаеш дека ние сме познати по кратовската пастрамајка. И добре ја знаеш нашата борба, нели, која е најдобрата пастрамајка во Македонија, ако можам да го потребам тоа најдобрата. Не може, сите се убави, да. Ја тоа се согласувам, но нашата знаеш дека е специфична бидејќи се прави со суво месо, да. Точно. Ние се уште имаме традиција фамилиите, бидејќи тоа било начин порано за да се чува месото бидејќи немале фрижидери. Точно, да. Но денеска тоа го правиме затоа што тоа милениот специјалитет во зимо. Го јадеме на повеќе начини, секако и сушени ребра во сега во печка не е баш во фурна, но исто така, значи пастрамајката секако која што е еден бренд и е навистина различна, не само месото и тајната се крие и во тестото. Ние бидејќи мислела дека можеме да сготвиме, ја можам да си признам дека ја не сум пробала, ама не сум сготвила пастрамајка. Да, домакинките дома се обидуваат, но сепак најдобрите но сепак најдобрите пастрамајки ги имаме кај правите мајстори во рестораните, во фурните и тоа е една традиција. Интересна приказна е за од каде доаѓа името на пастрамајката. Сега можеби има нели различни верзии, да, мајка. Ние викаме дека е мајка на сите пастрамајки, кратовската пастрамајка. Многу сте, како да кажам, многу да. Мораме така, значи Кратово е еден од најстарите градови на Балканот, така што мораме така. Значи од приказната што ја слушнавме од Методи Мишевски, татко ми и сестра ми ја запиша во оваа книга преку Центар за независни граѓански иницијативи, тоа е нашата невладина организација. Вели дека порано кога мајките правеле лепи, од лебот што станувало правеле мали пастрамајчиња за децата, им ставале помалку мрвки, што викаме ние, од месото, и така и викале децава пастрама. Знаеме дека прво овча била пастрамата, но ние ја припативме како свинска, значи свинско, и ставале мрвки на пастрамајката и викале мајка ни стави пастрама. Мајка. Пастрама ни стави мајка ни на пастрамајката. Ја таму дека доаѓа името. Еве да го објасниме. Досега не сум го објаснила името. Јас да ти кажам право прв пат што го слушам таа приказна, многу сум среќен, но ти денес научив уште нешто ново и тоа го споделивме со сите гледачи. Јас пак ќе кажам книгата е одлична. Книга за јадење, оти така личи, а ние мислам оти одиме. Треба да продолжиме со истражување на Кратово. Одиме, па да.
Господја Вера, многу сум среќен, но стигнав не до вас, оти на вистина патот за да се стигне до вас овде, малку беше, не знам како се кажува по македонски, периколозно, не знам, под мост, стигнав не, тоа е најважно. А од вратата се наоѓаме директно во вашата кујна. Кујната овде е многу мала, ама супер е. Како да све е спремно кај вас овде. Стигнавме и све е спремно. Гледам тенџериња на шпоретот, шпорет на дрва, уметноста да се готви на шпорет на дрва. Навистина овие ден сега кажете ми. Да, вака. Патот е точно дека е многу лош. Лош не, ама Ипак, нели, да. овдека е ова селска идила, секогаш, нели, секој е добре дојден, посебно еве вие сега вака. Тоа е прво пред се задоволство на нас и чест што сте тука. И мене исто, верувајте ме. Ете така. И ние гледавме да бидеме се припремани и за да видиме како ќе не пофалите. Секоја чест гледам оти навистина, ама сакам да знам точно што ќе ми готвите. Оти гледам овде нешто како пченка, не знам што. Тука вариме мумурузно брашно, по наше го викаме пченкарно брашно, ќе правиме качамак. Качамак. Традиционално македонско јадење. Да. И тоа сега тука крчка. Крчка, добро. Да. Гледав како го направи. Има еден дел што е варен, еден дел што е и една дука, Да. Така се прави? Да. Да? Прво водата треба да зоврие. Да зоврие, добро. Го ставаме брашното. Окей. И правиме дупче со сукалка. Во Ставаме средина? сол, да, во средината. Во средината, добро. Ставаме сол. Окей. И неде од час и пол до 2 часа треба да врие, Добро. за да биде вкусно и убаво и добро. Добро, ќе чекаме сега 1 сат и пол, 2? Не. Да, ќе чекаме. И Добро. потоа ќе запржеме суво месо. Окей. И ќе го посипеме од озгора. Това е еден од јадењата. Тоа е гледам едно од има јадењата. други јадења што кршка тука, да. Тука имаме грне, Да, со селско месо, не со знам селско месо има и со компири. пекјурки, компири, сури Печурки. пиперки, лукче, громиче, магданос, Ова преубаво. бело вино Ова преубаво мириса. и тоа веќе ни е при крај. Тоа е при крај, се гледа, да. Можеме да го ставиме на маса и да почнеме да Да, кркаме. можеме, Да. Овде А може да тука, отвора. да може, а тука, пошто по патот кога одевте, ставив компот од дуњи. И компот од дуња. Имаме предјадење, главно јадење, имаме и десерт. Да. Уау, одлично. Да. Епа, денеска, мислам, оти ке се, како се кажува, ке се? Најадеме. Најадеме. Ете така. Нема да останеме гладни. Сега, што правиме? Продолжуваме, правиме нешто овде или сме... А сега процесот, да. Да. Тоа веќе можеме уште малку и процесот ќе го одбиваме за да го направиме качамакот. Добро. Јас сум сега вашиот помошник да кажам. Денеска, па да. Окей. Ајде. Сега ќе ми го дадеш тоа пластичното. Добро, пластичното. Ќе го држам вака. Јас се извинувам, но мора да го држите. Нема извинување, јас тука сум за да ви помагам негде. Ја не знам да го готвам тоа. Ја прв пат да ви кажам право, имам слушано, имам јадено, имам се правилно, ама окей. Сега треба да ја сипеме водата. Окей. Вака. Чеку. Добро. Целата вода, не, мора да остане малку. Не, Уште? малку. Валя. Водата ви треба за понатаму или не? Да, Окей. ќе видиме. Се зависи од потреба. Аха, се додава тогаш? Да. Окей. Ева. Наставна страна? Да, може. Добро. Валя. Сега идеме вака. Аха! Сега најтешкиот дел. Да, и сега јас се извинувам, но мора Треба да се поново додава. водата да ми сипуваш. Па така ми беше, да. Ме беше чудо, само Сипуваме. брашно, да. Да, тоа е сипувај. А све. Не све, не. Така. Окей. Чекај, дојдете малку поблиску од мене. Така, вака, за да ве гледаме, да гледачите да може да ве гледат. Ајде, уште Може, малку. уште малку? Добро. Ајде. Добро. И сега ќе добро.
Да, јас да го држам. Да, сега тенџерето. Мора да се држи тенџерето, ти навистина ќе избега. Вуаля. Кој мислеше од еден ден го претова. Вуаля. Опс. Но, добро. Да, уште е живо. Значи малку Мислам, ова ти е треба- потешка работа за Мислам ти женско. фали уште малку вода, не? Не. Не? Опа. Со сукало така се меша. Вау. Да ви кажам право, јас не го мислев до сега, оти така беше толку тешко. Замислувам за еден дупло поголемо тенџере. Како се прави? Двајца треба да го мешате тоа? Па добро, ова малку треба машка рака, нели, кога ќе треба да фати, Аха. да се вмеша. Ама мажите во Македонија не готват многу, а? Па да. Затоа малку ми е чудно, машка рака, ова... Затоа бабите се беа така толку со мусли и се тоа, а? Па најверојатно. Ова е навистина тешка работа. Вау. И што треба сега да се исуши, треба како да се прави тоа да се... Не, ова сега нема да се исуши, сега. Па мислам дека е веќе. При крај? Да. Да? Вау. Ти ми кажавте сат и пол. Сат и пол беше варењето пред. Да, ама варењето беше пред тоа, нели, да. рековме дека се беше спремно на Спремно, да. само да видиме како, нели, ова се тоа ќе се одвива. Точно. Значи тоа е треба 2 часа. Не се додава мрсно нешто внатре, не Се додава сега, А, се додава. ти така многу посно ми изгледа, а? Не, ова е најмрсното. Не мрз... Не. Вистина? Да, сега ќе спржиме чварки домашни со Да, за месце, тоа бе... со зејтинче, Добро. ќе попариме. Окей. Ова ќе оставиме сега на страна. Да, добро, фала пуно. Велете, добро, ја не направив многу, ама... Сега го може... Што ви треба? Месото. Да. Епа. Стави го тука. Овде најубавото. Сега. Тука? Да. Вуаля, ќе почне да се прже ова, ќе мириса. Мани- Преубаво. Мани друго и огинот не изгасна. Да, епа, ја не го сетив тоа, ја Јас се извинувам. Што ви треба дрво? Да. Окей, ќе ставиме дрво. Епа, овде сме во село. На вистина. Уште едно дрво? Да. Имаме големо дрво, овде може? Може. Ајде. Епа. Ја што сум навикнат на так копче, овде копче, нема више. Не, ова е Епа, да. Ние сме сега на селска идила. Точно. Селска идила. Да. Многу убаво го кажувате тоа, многу ми се допаѓа, навистина селска идила. Има луѓе што ќе ги ставите овде, јас мислам ти колеги мои или пријатели мои од Белгија, ставајте ги овде во село, ќе нема да се снајдат. А не, ние сме навикнати да све да имаме на солесно. Да, точно. Да. Све на копче и на дугме. Точно, со тоа сакам да кажам, да се готви на шпоред вака на дрво, е уметност. Да, вистина. Точно, Да. но не е само од Белгија, ако би дошле, значи има многу и тука кај нас. Точно, бе, младите мислам оти Да, ова, да, не да. го знаат више. Осем кај бабите или нешто така, ако одат на викенд или нешто, и тоа е тоа. Ама мислам, оти ова дава посебен вкус и посебен шмек, да кажеме. Точно. Да. Кај нас се кажува, вика, све што е на дрва, дека е подобро, Да. а не е на струја. Да. Се согласувам. Да, висти, ама не мириса дрво. Браво, убаво, имате убав оджак, така се кажа, да? Да, оджак, да. Оджак, Да, оджак, да. Ова сега ќе се пропрши. Да, тоа сега Добро. ќе се попржи. Добро. Јас се извинувам пак ако може Не, тоа. не треба да се извинувате, прашајте ми, јас сум тука да ви помагам. Ова, окей. Да. Сега тука малку Ставаме ќе сипеме зејтин. Добро. зејтинче. Окей. Тоа е нешто посебно што сакам да готвам се во земјани. Го ставаме качамакот, брашното. Окей. Добро. Ова почна да кршка. Ова сега исто се пропржува малку во Не, зејтин? не. Аха. Ова е веќе готово. Само Добро. уште месото да кога ќе се малку запржи, ќе го сипеме од озгора. Окей. Браво. Ова треба да се
пропрши, да прши или само чисто да се стопли? Малку. Ти гледам, ти има делови што се малку по-мрсни, така по-стопени. Да. Тоа е домашна пушена сланина, што ние си ја правиме и секогаш со качамакот го ја користиме. Обавезно. Супер. Ова исто ме личи на месото што е употребено за пастрамајката и свето. Да, исто е? исто. Да. Па тоа е кратовски специјалитет. Точно така. Да, тоа е во Кратово најпознатиот специјалитет. Пастрамајката со вакво суво месо и качамакот. И качамакот. Па да. Денеска сме точно во традицијата. Да. Во село Крилатица. Каков се как? Село Крилатица. Крилатица. Крилатица, да. Крилатица. Па не го видов, не е пишано никаде. Ние само што дојдовме, имаше еден пат, не дојде да не земи едно джип офроуд и не донесе до овде. Како И белезнаш во кујната и ознаката никаде не ја видовте. Ништо никаде не. Супер. Многу сум среќен што можам, тоа навистина е за мене авантура. Ја ги кажав авантурите на Марк, ова е точно авантура. Точно авантура. Да дојдеш оден пат, джип, оп, стигнуваш и ајде почнаш да готвиш. Вау! Супер. Одлично. Многу ми се допаѓа. Браво. Почна на кршка овде. Да. Само да. Да. Добро. Мислам ти окей. Ова е супер. Да, тоа сега малку ќе му сипеме Добро. од зејтинот, исто како и тука. Едно глупо може прашање. Дали овде во селото, вие живеете овде, сте цела година овде, сте дел, оти гледам, нема многу жители овде. Не, ние тука излегуваме само за викенд. Аха, добро. Неделно кога сме слободни. И Тоа е повеќе како викендица, да кажем. викендица, да, пошто ова куќа е 300 години стара. 300 години? Да, Па не изгледа 300 години, Па да, сега Убаво е реновирана, да. Сега е реновирана и така доваѓаме претежно викенди, некогаш кога сме слободни и претежно сме тука, пошто одма се до нас Боријата, велат секоја душевна болница е направена во Борија. Точно. Овде се наоѓа убавина, да, за дишење, преубав мир и спокој. Мир, тишина, Да. надворот сите. Надворот се. Да, точно. Навистина за уживање во таква убава храна. Да. И плюс това, мислам ти ова е го носите, не се прави во околината, пшенка такви ствари го нема овде, да кажеме, во околината. Нема, години со години тоа веќе готово За жал замре не го све, пратише. тоа нема ништо. Ама сланината и света. Тоа да, тоа го има, значи се чуваме сите. Добро, си имате свиња, да? Да, и готово. Ете така. Окей. И цвакчиња, и сланинка, и мепце. Мислам оти тоа е традиција што не може да се извади, не може. Како ајварот што го правиме во Македонија, како ракијата, како виното, тоа се дел од традициите што се овде во Македонија, што мислам оти ако го вадиш тоа на некој, ќе умре човекот. Да, не може, тоа е во крвта. Да, се чека од вај да се прави ајварот, да се прават зимниците, да се бере лузето. Доаѓа есен, готово мора да почнеме со зимници. И после сите на маса, сите јадиме, пиме и спиме после, па да, ето така. Тоа е најубавото. И обезбедени за зимскиот сон. Да, сега за зимо, навистина, зборев тоа со господинот што не донесе, како пред овде да стигнете ли зимо? Овде не може да се стигне, мислам, во зимо. Или доаѓате овде, пешки. Врне снег надвор, више, чао, не се враќате. Останувате овде, сте. Тука да спиеш, да. Али кај нас многу не држе снегот, значи он може сега да падне, а утре се бале уопште како да не е имало ништо. Да. О, среќа негде. Оти ако стои овде метар снег, чао, више. Само за кал може да имаме. Кал тоа да. Ама имате добар джип. Ама снег нема. Да. Али со душа чекаме снег нема да вее и тука. Убавина. Вакви јадења, мислам, оти бара таков амбиент. Да. Сега овие јадења се зимски јадења. Ова не се јади лето. Лето ова пукат. Ова лето се салати, се краставици, се домати, се такви ствари, сирење, пиперки, такви ствари. Ова е точно за да кажеме новември, декември, јануари, тоа е. И само уште снег да ми падне. И преубаво. Готово, све е решено. Убавина. Сега, ова, мислам оти сме. Тоа тука ќе го сипеме од Ќе го сипиме сега? Може сега или треба да се чека уште малку? Ајде, уште една минутка. Уште една минута? Добро.
Овдека само малку ќе додадеме на овоа Зејтин. зејтинче. Добро. Рестото ќе го ставиме. Имате една тука. посебна приказна, да кажам, нешто што ви се случи, што така дојдовте, бевте не можете да се одите или нешто ви се случи. Не, немате така, немате нешто така. За овдека кога доваѓаме, Аха. па не, има. Среќа тогаш. Не, ја мислев да слушам нешто посебно што се случи. Ако Не, немавте немаме некоја случка такво нешто, али еве кажуваме, пошто претходно патот беше уште катастрофален. И тогаш дури ако врнеше, немаше шанси да излезеш ни со джипс, ни со ништо. И тогаш одевме пешки. Да видов, се стаи тампон, сега има камења по патот, малку Да, по-стабилен, да кажеме. Али пошто од големите дождови кога има и патот го носи водата. И затоа се патот пак ископа. Па се надаме дека општината, другите натаму Пак ќе правиме апел на општината малку да помагат, да направат нешто, да се стигне малку полесно, за да можеме да уживаме, сите да дојдеме да јадиме такви убави јадења, подготвени од господјата Вера. Па да. Точно е така. Повеќе се бара да се прави рурален туризам. Точно. Навистина местото овде е прекрасен за да се прави рурален туризам. Надвор од све од сите, можете овде да се направи нешто, да се стави уште неколку овци, неколку кози, нешто така и да дојдат странци или не знам што, и да дојдат да ги пробат овие јадења. Зошто да не? Да, така, тука имаме еден дедо што живее 86 години, си чува 3 крави, имам магаре, кученце, неколку кокошки. Од кравите си имате свежо млеко, такви ствари, си правите кајмак, си правите пуно ствари. Точно. Браво. Многу ми се допаѓа тоа. Навистина, бете, тоа е малата приказна што барав да имаме нешто малку по-различно, да кажеме. Одлично. Епа, мислам оти сега сме при крај. Да. Ке можеме да поминеме полека на сервирање. Да ви кажам право, ке ве остам, оти многу сакам да гледам како другите готват, за да можам јас да ви направам нешто после, кога вие ќе дојдете кај мене, оти договорено е јас да доаѓам кај вас, окей? Ама и вие ќе треба да дојдете кај мене. Точно, мило ќе ни биде. Да готвиме нешто заедно. Сега ова нема шанса. Јас да ви го готвам тоа за 20 на 30 на минути што ќе го имам дома, ќе ви готвам нешто слично на мој начин, на марковски начин да кажеме. Јадењата на Марк. Тоа е предизвик. Голем предизвик ми е. Навистина, верувајте ме, оти ова кујна бара време. Бара љубов, бара пуно ствари што мора да ма најповеќе мислам оти е времето. Тоа е саат и пол, 2. Не можеме да се дозволиме тоа. Арно ти сега го скративме малку да кажеме на вашиот начин и ќе можеме да го пробаме да уживаме во тоа. Ама пак голем предизвик ќе биде за мене да го направам нешто слично за вас за пократко време. Исто така и на нас ќе ни биде мило. Да. Сега одиме на дресирање. Се враќаме за кратко време. Јас со тешко го кажувам тоа, сега е најтешкиот ден, мислам, не? Или најубавиот? Најубавиот. Најубавиот, да, и на мене. Се шалев малку тешкиот ден. Тешко ќе ни биде после, мислам. Оти кога гледам све што имаме на маса, направивме качамак. Да. Качамак, така или бакардан? Качамак, качамак, бакардан. Селското месо. Тука е. Ама, се додаде чварки. Да, додадовме домашни чварки, домашен ајвар и ние пократовски викаме кцано, тоа се пиперки суви и
Како го викате? Кацано. 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 Да. Како кацана сол. Да. Добро. Само ова е со пиперки и со компир варени и направено кацано со лук. Како едно макало, Макало, да, макало, толчено, кај нас е кацано. Добро. Ова е пита, зелник, не знам Ова е зелник со печени кори. Извините, ама многу сакам традицијата, многу сакам да јадам, ама вау. Епа, Па сега повелете. фала многу. Ајде, ќе се жртвам. Па мора. Се е со љубов. Се е со љубов. Да. Тоа е нешто што секаде, во секој куќа, во секое место каде одам, се осеќава оти све што е готвено и готвено со љубов. Тоа е нешто, еден зачин посебен, мислам во Македонија, што го имате сите во секој семејство. Точно така. Убавината во љубовта. Во љубовта. Вау. И секој готвење е убаво кога е со љубов готвено. Да. И е многу вкусно. Ми се случи мене да готвам така, 2 пати ми се случи во Македонија, за жал ми е. Не бев расположен, немаше нешто, готвев, а не беше вкусно. Чудо, а? Не беше вкусно. Не е било со љубов. Не бев расположен тој ден и џабе. Сите кажуваат, ти си готваш и ќе правиш. Епа не. Епа не, секој ден не е исти. Не е исти. Епа, од што се почнува оти? Малку... Од почеток, од се помалку. Да, од почеток. Ајде, Се помалку. почеток, малку ајварче ќе ставиме. Јас ви кажав, оти супер готвевте за мене, ама ќе мора да ми дојдете на гости кај мене. Пак јас ова све што направивте денес, извините, ја не можам да го направам тоа за кратко време. Не, јас ќе се трудам да ви направам јадење што ќе биде вкусно, убаво, све полно со љубов и све, ама нема да биде така толку комплицирано, да кажам. Океј? Точно. Да. Ама ипак ние па можеби тоа не знаеме да го направиме. Ќе ви покажам како се прави. Лиде, знаеш, многу зборев со господјата. Дали ти си навикната така да ти си од Крадово? Дали дома? Не сум никој голем Татко, готвач, мајка. бидејќи А ти не си професијата готвач? ме води надвор од домот, јадам во ресторани и во хотели најчесто. Каква е? Значи, Каква таква ми е средна жена. професијата, Да, но многу тешка. научив кифлички, знам да направам, Кифлички? само Браво. Ама зелник кифлички со помагав. ајвар, одлично? Да. Па да. Зелник помагав на мајка ми, така да учам и се Добро. надам ќе научам, бидејќи сакам да научам и ова е едно од моите милени јадења, Да, качам ама на не знаеш да го патла. правиш. Ама видов ли, не е лесно? Па не е лесно. Господјата? Не е лесно. Има, Воопшто не е како треба лесно. да се меша ова? Браво. Дома го правите тоа? Да, го правиме, мајка ми и татко ми го прават и јас треба да научам како се прави. Океј. Али никад не е касно. Значи, Никаде време. никогаш не е касно, на вистина. А мажите се секогаш се кажува оти жена како го држи мажот, по стомакот го држи дома. За тоа треба да се научиш. познава. Треба да Си се научиш. најдов маж што ми готви мене. Дичко. Епа, исто сопругата ми кажува, ти по тебе, многу сум срекна. Па да, ја не треба да се мачам, ти готвиш, ти правиш, и јас уживам. Епа, знаете што? Епа, мислам биде оти, и господја Вера, доста зборевме за денес. Да. Време е за, Да дегустираме. да дегустираме. А ние се гледаме во мојата кујна, одиме. Епа здраво, добар ден на сите. Каде сме? Сме во мојата кујна. Како мојата кујна? Да, мојата кујна и од нашите партнери. Беко, Президент, Нептун, Прима, Алпско, Кристал, Ројал Фиш, Карес, Унибанка, сите нашите партнери, со без нив ништо не можеме да правиме. Ништо не можеме да правиме? Можеме, ама они ни помагаат за пуно ствари. И денеска имаме една гостинка, Вера. Бев некај незе, знаете, во тој село таму каде ни беше малку тешко со колата што не носија и све. Епа, и она стигна сега со колата до кај мене. Ама полесно. Ама полесно, здраво. Добар ден, добро дојдена си во мојата кујна, Вера. Ве добро најдов. Фала ти што дојде. Јас сум многу среќен, имам и домакинка во кујната. Па да, не мора да има. А не ми професионална си? Заборев на вистина. Да. Да. Гледам ти нема празни раци. Имам еден мал поклон за вас. вас. Фала многу. Едно внимание. Едно внимание. Имам за пиење и чоколадо. Малку жестоко. Фала многу. Па ќе го пробаме тоа после. Ќе оставам малку на страна.
Фала многу за поклончето. Навистина традицијата во Македонија е никогаш да дојдеш кај некој празни раци. Многу го сакам тоа. Па навистина јас го правам исто кога одам, се трудам, ако луѓето ми доаѓаат со поклони, мене многу ме. Точно така, тоа е преголема традиција во Македонија. Да. Никогаш никаде со празни раце не се оди. Едно Фала. мало нешто, тоа е големо внимание. Да, точно така. Ти ќе можам да кажам на ти или ви, Може на ти, слободно. како колешка да кажеме? Да. Па да, дојдов кај тебе дома, ми готвеше преубав бакардан, Да. ама малку тешко да се прави бакардан 2,5 сати. Мускулите ги имам, за да мешам. Ајде, ама 2,5 сати Али или имам сати добар и пол. асистент. Имаш, да. И сите јадења што беа, имавте прекрасен, што беше Ѓувеч. селско месо, ѓувеч, Да. да. Имавте исто ајварче, имавте пуно ствари така на маса и кажав, да, чварки. Јас ке треба сега да те изненадувам. Тешко, ама одлучив да направив нешто за мене лесно, што е слично, да кажеме, на твоето бакардан, палента, 2 минути да правиш палента и да не се мачиш да мешаш, 2 минути мешаш. Ке пробам и тоа. Па да, палента многу лесно се прави. Гледај, јас го правам со малку вода, булјон, стодавам од Еленка, му ставам малку путер, за да биде многу по-сочно. Ете така, 3 парчиња путер му ставам внатре, топ президент, вуаля. Исто, сега, кога ќе се стопи, ќе му го додавам палентата. Ти ми кажуваш од ти палента, не ти е него нешто... Палента немам никога справено во живот. Чудо, а бакардан секој ден. Па не секој ден, тоа ама... да. Пошто мојот син и секој ден да му правиш, тоа му е омилена. Добро. Па мислам, ти сега ќе му правиш и палента, ти палентата е помногу брзо за прајање и многу вкусно е. Да, Ние ќе го правиме на еден начин, гледа, да се стопи само путерот, ќе му додавам палентата, ќе измешаме, ќе оставам овде во калапот, калапот оде во плекот, за да можеме да сечиме парчиња, што ќе можеме да ги роловаме со сланина. Ќе ги пропржиме малку во тава, да, ќе ги ставиме така во тањир и ќе направиме еден доматен сос со свежи домати, ќе ги изблендираме малку и ќе му ставиме тревки и малку зејтин внатре. Нешто лесно, едноставно, што сите Но брзо. можат да го прават дома. Ете така. Ова се прави, тоа ќе правим. Малку сирење ќе му ставиме исто. Овде имаме сирење исто президент. Да, на парче сирење ќе му ставиме. При крај ова. Ајде. Одиме со палента. Мислам, оти сите знаат да прават палента. Сега знаеш. Само јас не. Да, само во меѓу време очекувам од тебе да кажеш малку повеќе за кој е Вера. Па да, Вера. Да, јас моментално работам во Рустик Кетеринг. Добро. Во Кујна. Во Кујна, да. Као асистент, кувар, зависи од моментите во кои се наоѓаме. Точно така. Каде има работа, таму е Вера. Да, кај има работа, таму е Вера. Кај Така има можеме Кујна, да го кажеме. Таму е Вера. Па Иначе супер. во мојот живот претежно сакам да правам зелници, Охо, баници, подвршни ги печам, леп во фурна, добро. Традиционални македонски. традиционални јадења, селска тава со селско месо. Добро. Значи тоа е нешто Што ти е тебе омилено да кажеме. омилено. Значи Добро. и сека сакам предизвики, нешто ако не го знам, значи морам да успеам да го направам. Па мислам, оти тоа е нешто што сите готвачи и све тоа сака да прават, нешто предизвик што немаат навика да го прават, еден ден да го прави, да видат дали ќе успеат да го направат. Да, ќе успеам. А иначе сето тоа сам го само научила со почнав со јувки. Кога не знаев да сукам, Што, почнав да сукам. немаше школу, немаше школу за готвач или нешто? Не, немам школа за готвач. Ја имам хемиско-технолошки техничар. Средно. Па, браво. А син Браво. ми има Па да. завршено средно гостителство кај Младен. Ете, тоа ве поврзува. Кога ти кажав, ти Младен ќе дојдеш, Младен, ме го познавам Младен. Навистина сте близко, сте, да кажам, комши, Кратово е близко и све тоа, затоа да направивме емисијата, дојдовме прво кај тебе и ќе одиме кај него. Па да. Одлично. Во друга прилика, друг случај ќе одиме сите заедно. Па со големо задоволство. Да. Ете, гледај, ја направив палентата. Ќе ја стам сега малку да се
олади и да се стегне, за да можеме да земеме како стапчиња и да можеме да ги роловаме. Палентата е нешто што многу сакам. Мислам и децата многу нешто тоа што го сакаат, ама и возрастните. Ова, гледа, многу лесно. Да. Сега ќе чекаме малку да се олади. И ние се враќаме за кратко време. Океј? Епа, палентата се олади, ја ставиме на страна. Тавата е спремна, сланината е спремна, само да роловаме и ќе го печеме. Имаме домати, тука. Имаме салата за гарнир. Сега со доматите ќе направиме како една салса. Може така на брзина? Може. Ајде, а па ти можеш да продолжиш, може. да објаснуваш Можам. твоите тајни од живот. Така се. Моите тајни во живот. Бев малку во Германија. Добро. Работев и таму во една ресторант. Едно искуство имам и од таму. Инаку беше ресторанот со балканска кујна. Балканска кујна во Германија. Да, Па зашо да не? Па да. И- Многу ги сакат балканска. Да, На вистина во Германија барат многу македонци да одат да работат. Не знам зошто, ама ние македонците таму многу не ценат, многу не барат. Има нешто еден пазар посебен за нас. Да. На вистина. И доста, например, имаше луѓе што доаѓаат, што се прочу многу брже ресторанот и доаѓа претежно македонци имаше, имаше срби, турци, босанци, значи тоа беше, можеме да кажеме и шваби, али они се си беа стандард редовни. Да, али онаку точно. и претежно сите што беа чуле за ресторанот, сите доаѓаа тука. И готвешеме мусаха, пунени пиперки. Типично македонска кујна. Да, Е, па да. Извините, ќе прекинам, додадов малку зетин, кристал, ќе додам малку јаболков оцет, кристал, да му дадам така малку киселина. Обожавам јас. Јаболков оцет за мене е еден од најдобрите. Од и вински оцет многу покисело е, јас што имам киселини, многу ми прави да имам и повеќе киселини. Јаболкотов оцет не. Чудо, а? На вистина. До јаболката е. До јаболката е, мислам, од тава малку поблаго е, така е. Така, малку бибер. Ќе му ставиме малку сол, неколку личи од Босилек, можеш да ми дадаш? Може? Додека си тука Па така пред, заповедај, јас асистент, како па те да, заповедува. малку да, а? Јас како те заповедував и вие мене. Точно, па да. Това е, господја, това вера е нане. Ама нема веза, ќе правиме со нане. Босилекот ти тука. Па се случува. И во кој направиме, како да кажам, грешки, не е проблем. Вала, ама малку Ама нане ќе ќе биде додам. подобро, Ќе биде со нане. подобро, добра идеја, добра идеја. И ќе му ставиме малку и перса од млад кромит. И све тоа ќе го блендираме и ќе направиме еден салса што ќе многу убаво одговара со нашата палента што ќе биде пропржена со сланина. Така. Многу сакам да работам со овај блендер. Од кога го имам, на вистина, од Беко, јас пуно ствари правам со тоа. Луѓето се воодушевени, ма на вистина мислам од и ова е еден апарат што сите треба да го имаме во кујна. Едноставен е добар. Да. Ето, многу брзо правиме еден сос. Да. Десет секунди. И готово. Имаме сос. Чудо. Вола, имаме преубава сос што ќе оди со нашата пропржена палента. Ете ова. Ставиме за перење. Ова стои тука. Сега, палентата, гледај. Се стврди. Одлично. Што ќе правиме? Ќе правиме стапчиња. Хоп. Вала, еден, два. Мислам, оти 3 стапчиња ќе бидат доволни. Сега, за почеток ќе ги земе двете најубави, за да правиме декорација. Хоп. Овде на тањирот. Вака. Вала. Некако убаво. Пак ќе кажам, све што правам, рецепти, луѓето може да гледат, тоа е многу лесно, многу едноставно, многу лесно, а премногу Вкусно. Фала. Многу сакам кога некој го додава тој збор, ти вкусно, на вистина, све што правиме ние готвачите, мора да биде вкусно. Ти ако не е вкусно,
за жал. Се разбира. Џабе све што правиме, го правиме за да не биде вкусно. Ајде, продолжи малку. За да готви некој секој ден вака и да работи, значи тоа е преголемо предизвик, инспирација и љубов кон кујната и храната. Значи не може секојдневно да готви ако нема љубов и нема желба за готвење. Се слагам со това, а на вистина некој што, како да кажам, што има љубов кон готвењето, што има љубов кон јадењето, ти треба да сакаш и да јадеш. Точно. Ако не сакаш да јадеш, тешко е за да готвиш. Јас не сум многу по јадењето. Не? Не. Чудно ми е да за готвач нормално мора да биде малку, да сака да јади, да сака да проба, да сака да... мислам ότι имате дома некој друг што е... Не, на пример и дома си готвам исто јас, али целодневно кога си во кујна готвиш со многу јадења, вакви зачини, она самата миризба веќе те заситува. Да, и јас кажав това. И нема шанси за да јадеш. Па јас кога се враќав дома, дали е 10-11 сат од вечер, ми се јадеше. Оти не јадов преку ден, оти навистина, како кажуваше ти, мирисите и светова малку ме заситуваше, не можев да јадам, ама мораше кога да се враќам дома да Па да јадам. секако дома кога отидеш и малку одмориш и веднаш тражиш што да јадеш. Па тоа е. Ама бараш нешто лесно. Да. Ма вакви јадења се лесни. Да, За кратко време, текот на нашиот моабет, нешто направивме. Ете, палента, сланина, со сирење внатре, ќе го пропржиме сега, да фати боја, подлога сос, малку салата. Имаме еден оброк. Да. За колку време? За 20 минути. Да, помалку. Ајде, сега ќе одиме со еден тањер. Ќе сервираме. Океј, да се пропржи и се враќаме. Епа, завршивме, го попрживме палентата со ролована со сланината и со внатре сирење, убавиот сос, гледате на што личи, ова е преубаво. Ќе му ставиме малку од салата на гарнир така на страна. Многу сакам малку салата така да дава свежина на ова јадење. Мислам оти е убаво, не? На што личи? Се допаѓа? Да. Да, ќе му ставиме малку сусамче што имам овде. Така малку сусам. И ќе му ставиме малку од нането, на вистина нането што го ставивме во сосот, да биде. Ама ете, јас знаев дека треба нане. Ете, вола. Ова, можеме да кажеме, оти е јадењето од вера на марсковски начин. Да, точно така. Така можеме да кажеме. Да. Имаме чварки што се сланина, имаме палента што е бакардан. Да, сирењето е тука, сос доматен што беше малку домат во месото и све тоа. Имаме комбинација од сите. Иста комбинација, само на друг начин. Точно така. Сега е време за поклоните. Најубавото место. Време. Ке почнеме. Ајде, оп, да не ми паѓаат поклоните. Оти премногу го поклони имам овде. Ајде, ке почнеме прво со карес. 1000 денари, ваучер, карес, за готвач, за домакинка. Ке си најдете нешто таму, нож, тањери, тавли, све има. Ке се употреби во вистинско време и во право место. Това сега да кажам. За готвачка, што има? Убава престилка. И од нашите партнери, исто, Униbank, президент, Алпско, Кристал, Годомин, трета сезона, авантурите на Марк. Точно. Поверете? Фала. Имаме Кристал имаме зејтин, имаме оцет, тој јаболков оцет што јас го потребам, имате тан, имате маргарин, имате се што треба за да почнете убав предлог за јадење. Овде сме Унибанка се знае, овде е повеќе тефтер, така да си правите рачун, да знаете колку ќе парите ќе носите во Унибанка. Може они ќе ви дадат, не знам. Па може би ќе не изненадат. Кој не знае, Никогаш не се знае. Треба да се праша, да се види. Вуаля, одиме со президент. Президент, имаме овчо сирење, салакис, имаме биено сирење, имаме кашкавал, имаме павлака. Имате пуно ствари што ќе можете да уживате. Добро да дегустираме. Мислам оти го познавате президент? Секако. Сите го познават, ама убаво е да го имаш и дома. Вуаля. И последните поклони од нашите пријатели Royal Fish, Димен Краб,
топла димена пастрамка, ладна димена пастрамка и свежа пастрамка обезкостена. Да направите преубави јадења исто кај вас Благодариме. дома. Ебе воля, македонско производ, да не заборавам да кажам. Сме при крај од емисијата, македонско производ. Го направивме? Да, точно го направивме. Македонско производ. И ние сме На македонско два производ. начина, На Па два да. начина го направивме. Точно така. Вера, македонско производ, јас пола македонско производ. Извините. Ве поздравуваме. Следете на YouTube, Instagram, Facebook и знаете што? Тука сме И за мило ми вас. беше што бев во авантурите на Марка. Така малку трема, ама супер, одлично. Чао, Малку чао. со трема, али битно. Чао, чао. Чао, чао.